А сега да ја пречекаме и нашата гостинка, да ја посакаме добро утро на Сонја Трифуновска, наставничка. Добро ви утро. Добро утро. И ви благодарам што вака убаво ни го расшаравте, развеселихте, накитивте студиото. Да, Искра, прекрасно ни е студиото. Просто човек да посака да се врати во училишните клупи. На ваков начин, како што Сонја си ги има своите идеи, како да ги мотивира учениците да го совладаат материјалот и да имаат желба за учење, секој би посакал. Да, ќе зборувате за еден поинаков, покреативен пристап кон учењето. Јас сакав само за почеток да ве прашам колку нашиот образовен систем, онаков каков што е, им дозволува, им ги остава одврзани раците на наставниците да внесат и некоја креативност. Секако дека наставникот самиот ја креира својата настава, како таа ќе изгледа, но секако мора да ја реализира наставната програма која што е. Рацете сега со новата концепција малку повеќе ни се отворени, значи, кон нови ресурси, дури и некои ресурси кои што сами ние ги изработуваме, за разлика од порано каде што претежно беа учебниците кои што беа одобрени од Министерството за образование, од Бирото за развој, но сепак ние можеме да користиме и некоја помошна литература. Добро, можеби тоа е затоа што сега нема учебници, па ете се остава на вашата креативност и способност. Слободанка повели. Благодарам, Искра, и еве уште еднаш добро утро до нашите гледачи, добро утро до тебе, Сонја. Многу се радувам што си дел од нашата утринска програма, затоа што со вакви наставници нас не се многу потребни, поготово во денешно време, каде што знаеме дека дечињата посегнуваат по некои други нешта кога се работи за техниката, нели? Сите тоа ни е познато, меѓутоа наставникот еве е тука како Сонја на едукативен начин, да кажеме дека си едуино амбасадор пред се, на ваков начин да ги поттикнеме да го сакаат училиштето, но исто така и да им создадеме една голема желба за учење. Јас верувам дека кај вашите ученици тоа е така и сите генерации кои што поминале, затоа што кога ги гледам сите оние работилници, како вие работите со дечињата, со колку голема љубов, затоа што оваа професија бара многу љубов кон дечињата и со колку голема желба, еве ги резултатите ги имаме пред себе. Ке зборуваме за нив и секако прво и основно што би сакала да кажам дека ќе имаме и подароци и за гледачите, затоа што ова што ќе се најде во нивниот дом ќе биде и како многу корисно за дечињата од која до која годишна возраст. Ова може да се користи од 4-5 годишна возраст до 8-9 годишна возраст, така. Ајде сега да започнеме за она што сме тука. Како што кажа Искра, шарена ни е масата, меѓутоа да, сето ова изгледа толку интересно како една игра. И само како да е игра, меѓутоа не е игра. Зашто конкретно се работи? Најпрвин сакам да ви се заблагодарам за поканата во денешната емисија. Секогаш пријатно се чувствувам во вашето студио. Ова што денес го донесов тука во студиото се најпрво мојот прирачник, кој што е интерен во моментов од нашето училиште, односно од основното училиште Гоце Делчев во Тетово, каде што сум и наставник-ментор. Меѓутоа, понатаму се подготвува во поголем тираж да биде преку издавачка куќа, преку издавачката куќа Едукамак и ќе биде достапна до повеќе од наставниците. Втората причина зашто сум тука е едукативната сликовница за деца со наслов Наде и Нено учат за животните, кое што излезе пред само една седмица и секако дека ќе ја презентираме тука, а тука пред мене се некои од игрите кои што јас сум ги креирала, кои што ми беа помош во наставата за да се совлада наставниот материјал од програмите. Јас морам тука да напоменам, Сонја, затоа што едноставно човек кога останува без зборови и не знам на каков начин да те опишам како наставник, меѓутоа и како човек, но пред се и како мајка на 4 деца, да се живи и здрави. Со тие 4 деца успеваме, имаме љубов и за останатите деца, за да ги мотивираме на ваков начин да учат. Имаме една интересна, многу, да кажам, како интересна игра, која децата можеме да ги внесеме во таа игра, за да дознаат нешто плюс повеќе. Ајде да ја објасниме. Вака, ова игра
е за развивање на медиумската писменост, која што во последно време е доста актуелна и во наставните програми се воведени тие содржини во поголема мера. Јас како наставник сакав да најдам некој начин покреативен каде што на учениците ќе им ги доближам поблиску медиумите, на кој начин можат да разликуваат информација од дезинформација, како да им пристапат кон рекламите и како да проверуваат веродостојност на фотографии. Од предходно имав искуство со STEM роботчињата што ги гледате тука и се обидов сама да составам табла, значи ова е мое дело, значи моја игра составена. Тука има полиња по кои што може да се движи роботчето. Добро. И дечињата можат и да се надпреваруваат. Например, во два тима, едното роботче од едниот тим, другото роботче од другиот тим. И сега дали со помош на коцка, што е фрлат, или пак со помош на микробит кој што го програмираат, со едноставно програмче тоа се прави, можат да се движат по полињата. И сега како што се движат, може да стасаат, например, до поле реклама и тогаш си влечат картичка. На картичката има QR код, преку кој што пристигнуваат до одредена реклама. И сега оваа игра многу го потикнува критичкото размислување. Односно, децата размислуваат. За нас медиумите. Да, така, за вас медиумите. Размислуваат дечињата кои се мамки во таа реклама, дали некоја поп звезда, дали некоја интересна музика. И ги потикнуваме да размислуваат. Веќе имаме гледач, ајде да го вклучиме. Ќе вклучиме само еден гледач, јас ќе кажам, а двајцата останати ќе остават име и презиме во режија, затоа што навистина времето многу сакам да сите оние кои во моментот не гледаат да погледнат што значи еден наставник и како треба ние на каков креативен начин и интересен да ги мотивираме дечињата да ни учат. Еве преку ова сликовница Наде и Нено учат за животните. И тука имаме кодови. Еве Сонја, додека го вклучуваме гледачот, можеме кодот Добро утро. Добро утро. Добро утро. Исто и вам. Креативноста е стварно најосновна за децата, а исто важи и за возрастните. Така да заедно со внучињата и со децата и ние учиме. И ние се едуцираме. Стварно, свака и час, што ви кажете на гостинката. Стварно е квалитет и тоа е основно што е потребно за секој дете да се унапреди во неговиот развој. Ке слушате и понатаму, ви благодарам многу што се јавивте и драго ми е што ова ќе го имате во вашиот дом, ќе видите за што станува збор, преубаво нешто. Еве, кога сме кај Наде и не науча за животните, тоа не е нешто исто ново пред една седмица, како што кажавме, излезе. Ајде да пообјасниме токму и за ова. Има кодови тука со игри. Да. Вака, прво јас сакам да кажам што ме поттикна баш да направам ваква сликовница. Секако. Наде и Нено се мои ученици од Навистина? првата генерација. Да, и тие некако ме инспирираа да направам приказна, ги гледав како се однесува на училиште, како си помага еден со друг. И ова е приказна какво решение можат родителите да најдат кога преку летен распуст се зафатени, а дечињата имаат многу слободно време. И Наде и Нено одат кај нивните баба и дедо на село и учат за животните. Но како учат, на кој начин? Ова не е само приказна која што ќе се прочита и треба да се запомни, ова е интерактивна приказна која што децата ги воведува во најразлични задачи како на полесен начин да научат за животните. Тука има вметнато повеќе приказни, како што се животни од фармата, овие животни се кај баба и дедо. И тука ако зборуваме, например, за младенчињата на домашните животни, веднаш преку QR код можат дечињата да пристапат до задача каде што треба да ги поврзуваат мајката со младенчето. Или пак, например, ако се зборува во сликовницата каква полза имаме од животните, ќе имаат QR код и со таква задача. Јас сакав многу да се внесат во приказната, да бидат самите во улогата на Надине. Прво ја имаме приказната, потоа доаѓаат задачите кои што треба да ги решиме. Точно. Например, во приказната се појавува едно кученце смоки и веднаш имаат QR код, децата во просторијата наоѓаат
книгичка за раси на кучиња, па да истражуваат од која раса е тоа кученце смоки и децата преку QR код дознаваат преку електронската книга што е во тој QR код, преку тој QR код дознаваат и за други кучиња. Значи ова не е само сликовница од 40 страници, овде има премногу материјал од кој што многу може да се учи. Кога се завршува со една приказна, имаме делови што научија Наде и Нено за тие животни. Имаме квизови за да направат децата проверка што научиле до тука. Меѓутоа, тоа не е со некоја тешкотија. Мислам дека децата ќе бидат многу возбудени да видат што се случува понатаму. Ги потикнуваме да размислуваат, но и во исто време и да се надпреваруваат. Јас посакувам многу вака наставници да имаме во училиштата кои што со толку многу идеи кои ги имаат. Сонја, морам да те прашам. Ова се премногу идеи, премногу мисли. Кога успеваме сето ова да го реализираме? Кога се има желба за работа, за работа, значи може би некогаш помалку ќе спијам или нешто друго ќе жртвувам, меѓутоа доколку имам некоја идеја која што сметам дека ќе биде ефективна за децата, ја реализирам. Се трудам секогаш да ја реализирам. Може би нема да отидам, еве како оваа година, затоа што имав работа со прирачникот, не отидов на летен одмор, да кажам, меѓутоа си го реализирав тоа што сакав. Тоа е едно жртвување од се срце за дечињата, само за да ги научиме на она што е добро во животот. Многу ме интересира од сите оние генерации кои до сега, колку години сме како учител? 15 наставник, да кажам. Ние сме од повозрастните генерации, па ние учител, да. Еве и во моментов можеме да погледнеме како децата креативно си работат на твоите часови. Да, тоа сакав беше и моето прашање. Дечињата колку покажуваат интерес? Сигурна сум дека одговорот ќе биде позитивен, меѓутоа многу ме интересира нивната. Еве и ја гледаме реакција. Така. Што прават тука? Ова најпрви сакав да го кажам, дека за било која идеја, било која техника да се сетам, најпрво ја проверувам во училницата. Колку има позитивен ефект врз децата, за да продолжам да ја модифицирам или да ја облагородам некако. Кога гледам дека има ефекти, тогаш почесто ја применувам во најразлични содржини, да кажам. Ова што моментално го гледаме, тоа е дел од ова сликовница Наде и Нено учат за животните. Ова се мои две ученички кои што прават оригами рипчиња и овој дел е ставен преку QR код за водните животни, додека во светот на инсектите, во тој дел од сликовницата е ставено изработка пеперутки од сапуница, каде што се добиваат секундарни бои од примарните и се добиваат пеперутки. Значи, тука има премногу материјали и од децата на училиште. Има уште 3 електронски книги, од кои 2 се и аудио за дечињата кои што не умеат се уште да читаат. И на тој начин дознаваат многу за светот на животните. Посебно би ја истакнала приказната за пчелата, во која што преку пчеличката Мели дечињата влегуваат на вистина во светот на една пчела. Како се поделени нивните задачи? А колку треба да знаеме за пчелите? Да, колку треба да знаеме, затоа што тие и тоа во која голема мера придонесува да обстојува светот. Така е. Какво е нивното значење за човекот? Тоа го сознаваат децата на овој начин, преку приказна. Преку приказна. Меѓутоа приказна која што е многу едукативна. Повторно можеби пак ќе се навратиме кај Наде и Нено, кои биле твои ученици, те инспирирале една ваква приказна едукативна да направиш токму, но секако тоа значи и до дечињата. Ја знам дека не сега дека сме ние од Тетово па ќе се фалиме, меѓутоа секогаш еве јас можам да споредам училиштата тука и училиштата во кај нас, секогаш некако на поинаков начин пристапувале учителите и наставниците. Секој си ја знае својата работа, меѓутоа треба да во професијата да сме со љубов за да имаме токму вакви резултати, а не само колку да помине. Така е. Но во денешно време не сакам да навлегувам во таа тема и какво ни е образованието, но кога имаме вакви наставници, јас се воодушевувам навистина и немам зборови. За сето ова да се осмисли, за сето ова да се креира, за сето ова да го имаме на едно место, ете како што е прирачникот во моментов, сите овие слики исто така се од вашите работилници со дечињата. Еве јас ќе отворам на една страна па да видиме каде ми се отвори, зашто конкретно можеме да појасниме зашто се работи за триаголници. Пример за сценарио за наставен час.
Ете вака. Ги делиме учениците на групи, ги учиме на некаков поинаков пристап да дојдат за да научат да дојдат до некои одговори, но ке ни кажеш еве нешто повеќе. Вака, јас општо би кажала за прирачникот дека ова не е само прирачник, туку е и практикум. Што значи дека сите наставни техники кои што се тука, а ги има 26 и 6 игровни активности, тие сите се применети во моите часови и затоа ова е прирачник со практикум. Фотографиите што ги гледате тука се од моите часови реализирани со моите ученици. Тука за секоја техника е објаснета кои се ефектите, кои материјали се потребни, кои наставни ливчиња, значи наставниците директно можат да ги испечатат од овој прирачник и да ги применат директно на часот. Значи, може да биде достапно и за сите оние наставници кои би сакали исто така да го применат овој прирачник на своите часови. Секако и јас имав и покани од повеќе училишта низ Македонија каде што сака да им го промовирам или пак некоја обука за техники да направам со цел повеќе да се доближат техниките и до наставниците за побогата примена и за поквалитетна настава. Многу се важни, затоа што секоја наставна техника си има различен ефект. Има наставни техники кои што се за креативно размислување, има за критичко размислување, има техники кои што се за учениците да го воочат процесот на учење кај нив, како што беше таа техника триаголници и како јас учам. Докаде сум со учењето? Што ми помогна да го научам тоа? Би сакала да кажам нешто што е најважно тука. Наставниците, ние наставниците, значи кога влегуваме во училница, имаме возвишена цел. Воспитување и образување, кое што е многу важно за нашето општество. Не е само фраза дека наставниците се креатори на општеството, туку голема вистина. И заради тоа наставникот кога влегува во училница, сите своји проблеми, негативни чувства што ги има, треба да ги остави позади вратата. А кога влегува во училницата, со позитивна енергија, затоа што таа ја рефлектира врз учениците. Сум забележала, а и во многу обуки тоа сум го научила, дека дечињата, ако имаат позитивни чувства, тоа ги поттикнува да учат. Ако имаат негативни чувства, кои што ги пренесува наставникот или без разлика кој, тогаш не може да ги стекнат знаењата како што треба. И доколку ученикот учи на тој начин, во една позитивна атмосфера стимулативна, се мотивира да учи. И едни со други потоа се радуваат. Така е. Верувајте дека наставникот најважната цел ќе ја постигне. Детето да го сака учењето, да го засака училиштето и исто така да го поттикне понатаму кон само учење. Не да каже наставникот ти научи тоа. Јас сум имала ученици кои што учителки јас напишав ова за домашна. Јас не сум ја дала таа домашна, ама некако се мотивирало детето дека и сум го поттикнала на само учење. Тоа е нешто многу позитивно за наставниците. Верувам дека голема е радоста кога сиот труд кој е вложен, како што можеме да видиме, дури не е се донесено тука. Ако донесеме сеот многу нешто има, еве ги како дечињата креативно учат на многу едукативен, интересен начин, креативни пристапи во процесот на учење кај децата, со сложувалки, со разни едукативни игри. Меѓутоа кога го гледаме резултатот, сакав да кажам, внесената љубов и сиот труд, сигурно дека радоста исто така и на ваша страна, и тука веќе се ни е заедничко. И учениците се радосни, и наставникот е радосен затоа што се постигнало оној резултат кој што сте го имале вие како визија. И многу важна алка, и родителите се задоволни. Тоа исто така многу важно. Родителот да е задоволен да има таков наставник на своето дете, верувам дека секој тоа го посакува. Она што исто така, повторно. Знаете дека звончето уште малку ќе звони. Ќе звони? Ќе звони. Ајде тогаш ако звони звончето, Искра, имаш некое прашање? Јас ако може прво не прекинував, затоа што ми е страф ако прекинам наставник да не добијам некоја лоша оценка, ми се случувало тоа. Ми се допадна ова, мислам дека треба да се воведе како термин, наместо да се вика тест, писмена задача, испрашување, квиз. Мислам дека сите сака имаме квизови. Квизови има во сликовницата. Воопшто да се воведе и во образовниот систем, поварно да се нарекува квиз отколку тест. Сакав да прашам, Наде и Нено, сега колку години имаат? Наде и Нено сега имаат
19 години. Полнолетни се, Да, сигурно полнолетни гледа. се сега, да, Мора да е убаво гледат. да знаеш дека по тебе си бил мотивација за нешто да се вика по тебе. Да. Нади и Нино... Се надевам убав споменчим остане Так, како не, сигурна сум. Нади и Нино учат за животните, како што кажавме сега, тие се веќе 19 годишни, им посакува многу успех, како и на сите твои ученици исто така, но со ваков наставник јас воопшто не се сомневам за резултатите кои што ќе ги добиеш кај твоите дечиња. Уште еднаш јас тука ни е крајот, како што кажа Искра, и добро, да. Звонеше, часот не заврши, но ќе се видиме во скоро време. Јас би сакала и во на лице место да видиме како еден наставник на ваков начин ги мотивира дечињата да учат. Секоја чест уште еднаш и посакувам многу уште успеси. Ви благодарам многу и за поканата. Радосни се дечињата во основното училиште Гоце Делчев во Тетово со ваков наставник. Почитувани, да, тука завршува нашиот разговор, но Искра продолжува. Час, ама сите се сеќаваме колку бевме среќни кога имавме скратени часови.